Значи, дека се туда. Околу 400 метри, палгатно зајците финално реставрирани и презентирани. Што е многу битно, нели? Тоа е. Кој ќе ни пресе спасе, ајде? Тоа е. Тоа е тоа? Тоа што го најдов. Волкови, таму и заради тоа првичната Но way of life, како култури, у годинава имаме овај уште неколку, значи простор. Многу било прифатено на овие простори, рано дошло. Овде може да ги видите Една конзервација. од најубавите изработки, драпери. Исто многу скапо, ама најдобра светска во моментов стандард. И потоа овие мозаици лесно можеме да ги составиме и да ги вратиме онаму каде што припаѓаат, во епископската базилика горе. Скопе нека моја мисли. После Коски се методологија, тогаш ќе го она кога стоби стварно било онака велика. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, ова лето археолошкиот локалитет Стоби повторно го свртува вниманието на јавноста и тоа со право. И покрај 100 години археолошки истражувања на локалитетот, Стоби се уште не престанува да изненадува и воодушевува со нови откритија. Информацијата дека 18 студенти од САД, Канада, Кина, Австралија, Шведска и Ел Салвадор, учесници во школата за археологија, заедно со нашите археолози и други вработени во Стоби, има исклучително откритие, ретка мермерна скулптура на Дионис, богот на виното, на плодноста и заштитник на театарот, кој што го заслужува највисокото внимание. Стоби е крстосница на цивилизациите и на народите на овие простори и наша должност е непроценливото археолошко богатство да го откриваме, да го чуваме и достојно да го негуваме и презентираме на светот. Затоа Стоби денес е жив и отворен град. Новите стобјани се истражувачите и конзерваторите инволвирани во сите проекти на Националната установа Стоби. Во рамки на истражувањата на комплексот од околу храмот на Изида е откриен дел од уште еден мозаик, фрагменти од штуко декорација и фонтана кои зборуваат за раскошот кој го уживале свештениците на Изида во Стоби. По 2009 година ова е прво откритие на мозаик во Стоби кој датира од 4 век. Ископувањата на старата епископска базилика резултираа со откривање на дополнителни делови од најстарото рано христијанско сликарство во нашата држава, кое секако веднаш ќе биде конзервирано. До крајот на годината и прекрасната крстилница, а епископската базилика ќе добие нова покривна конструкција. Во јули ќе започне и реализацијата на можеби најголемиот проект на Националната установа Стоби, проектот за конзервација и реставрација на театарот. Во овој грандиозен споменик на римскиот период, пред очите на 7600 гледачи се одвивале театарски представи и гладиаторски борби. Денес тоа е предмет на континуирана истражувачка и конзерваторска работа, чија главна цел е научна публикација, презентација и ревитализација за современи културни настани кои го бележат новото поглавје на живиот град Стоби. Покрај Интернационалната школа за археологија, во Стоби се одвиваа уште 2 интернационални конзерваторски работилници како дел од соработката со Фондацијата Балканско наследство од Република Бугарија, на кое што секако сме им благодарни. 12 студенти од САД учествуваа во процесот на документација и конзервација на мозаици, керамички и стаклени предмети. Со помошта на студентите се вршеше превентивна заштита на мозаикот во куќата на Партени, кој се отвара прв пат после 70-тите години на минатиот век. За сите овие достигнувања треба да им честитаме на сите вработени во Националната установа Стоби, начело со директорот Спасе Перовски, а наша должност е секако во иднина да обезбедиме најпознатиот археолошки локалитет во Република Северна Македонија, да ја добие сета потребна поддршка во истражувањата, заштитата и промоцијата, затоа што културното наследство е универзална вредност
на целото човештво, која мора да ја негуваме, зачуваме и пренесеме на идните генерации. Благодарам.